Од вчера стапи во сила одлуката со која се забранува фрлање смети во Скопје од 22 до 6 часот. Инспекторите, како што најавија градските власти, ќе бидат на терен и по полноќ за да ги фатат на дело сите што ќе ја прекршат новата забрана за фрлање отпад. Прекршокот ќе ги чини Скопјани 50 евра, додека за правни лица казните се од 1300 до 1800 евра, може да бидат и повисоки во зависност од типот на отпад. Во контролите ќе бидат вклучени сите градски инспектори и комунални редари, кои ќе патролираат низ скопските улици, прво со опомени па казни за фрлање ѓубре. Од јавното предпријатие Комунална хигиена велат дека мерката е преценасочена кон правните субјекти кои, како што тврдат, најчесто го одлагаат отпадот непрописно и во доцните часови. Град Скопје има вкупно 40 инспектори, 11 комунални инспектори и 10 комунални редари. Прекршоците ќе се констатираат на лице место, а доколку најдат на веќе исфрлен отпад од поголеми размери, кој ќе биде од поинаков вид од вообичаениот на домаќинствата, ќе се прави и подетална контрола на правните лица. Од вчера е отворен јавниот повик за доделување на вредносни ваучери за студенти за набавка на електронски уреди кои се спроведува преку националниот портал за e-услуги услуги.gov.mk, информира Министерството за дигитална трансформација. Сите студенти може да аплицираат најдоцна до 20 декември оваа година, а реализацијата на ваучерите, односно подигањето на уредите, може да се изврши до 31 декември 2025. Од Министерството за дигитална трансформација појаснуваат дека за студентите кои се во евиденција на Министерството за образование и наука, при аплицирањето не е потребно да прикачуваат никакви документи. Доколку при аплицирањето системот утврди дека студентот не е во евиденција на Министерството за образование и наука, тој автоматски добива известување и линк кон посебната услуга. Јавен повик за доделување на вредносен ваучер за набавка на електронски уред за студенти кои не се во евиденција на МОН, каде треба да продолжи со апликацијата до 20.12 оваа година. Во овој случај студентот е должен да прикажи потврда за редовен или вонреден студент, издадена од високообразовната установа во која е запишан. Полскиот премиер Доналд Туск објави дека причината за експлозијата во која железницата меѓу Варшава и Лублин беше тешко оштетена е саботажа. Железницата е уништена од експлозивна направа. Службите за итни случаи и обвинителството работат и се упатија на местото на настанот. Штетата е утврдена и поблиску до Лублин, на истата рута, објави Туск. Локалната полиција вчера објави дека машиновозач пријавил штета на железничката линија во Централна Полска. Варшава претходно изјави дека нејзината улога како центар за помош на Украина во руската војна ја направила целна саботажа. Москва постојано го негираше ова. Американскиот Стейт Департмент објави дека ќе го класифицира така наречениот картел на сонцата, сомнителна криминална мрежа, наводно предводена од високи венецуелски функционери, како терористичка организација. Оваа одлука ќе стапи во сила на 24 ноември, а ќе има возможи на САД да ги искористат сите достапни алатки за да ги заштитат националните интереси и да го прекинат финансирањето на наркотерористите. Со седиште во Венецуела, картелот на сонцата е предводен од председателот Николас Мадуро и други високи поединци од нелегитимниот режим на Мадуро, која корумпираа венецуелската војска, разузнавањето, законодавството и судството, изјави американскиот државен секретар Марко Рубио во својата кратка порака. Тој додаде дека ниту Мадуро, ниту неговите соработници не ја представуваат легитимната влада на Венецуела. Според него, картелот на сонцата заедно со други означени странски терористички организации, вклучувајќи ги Трен де Арагуа и картелот Синалоа, е одговорен за терористичко насилство низ хемисферата, како и за трговија со дрога во САД и Европа. Трен де Арагуа, највлијателната банда во Венецуела, се поврзува со трговија со дрога, изнуда, нелегално рударство и шверц на луѓе, а незините операции се прошируваат и во други латиноамерикански земји и Соединетите американски држави. САД ја означија како терористичка група на почетокот на 2025 година. Според американската администрација, режимот на Мадуро ја претвори Венецуела во наркодржава, склучувајќи партнерство со колумбиски герилци за извоз на дрога кон Европа и Соединетите американски држави, преку картел на сонцата. Мадуро ги отфрла обвинувањата, тврдејќи дека се политички мотивирани.
Во последните неколку недели американските сили извршуваат напади врз глисери кај брегот на Венецуела, осомничени за шверц на дрога кон САД. Каракас го осудува зголеменото американско воено присуство како провокација. Под влијание на серија влажни воздушни бранови до крајот на седмицата следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови во формален невреме со засилен ветер и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, кои во делови од котлината ќе бидат пообилни. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од јужен правец. Кон крајот на денот и ноќеска, во земјата во северозападните делови ќе има услови за слаб локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 15 до 20 степени. Во Скопје и околината ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен јужен ветер.